Почитувани слушатели, како што реков на почетокот на програмата, реков дека ќе кажам неколку зборови околу ставот на Република Македонија сега после оние големи тектонски промени во светот со доаѓањето на Доналд Трамп. Дали Македонија се позиционира правилно или не се позиционира правилно? Јас ќе го кажам мојот став, меѓутоа сепак тоа зависи од раководството на Македонија, од владата на Македонија, па и понатаму од оние земји кои се вистински пријатели на Република Македонија. После она што се случи во Америка, во Вашингтон, во Белата куќа помеѓу Доналд Трамп и Зеленски, поместувањата во светот и соработките на големите држави меѓу себе веќе како да ги искинаја трулите конци кои од порано постоеа. Меѓутоа, ривалството што го прават помеѓу Соединетите Американски држави и Русија, со доаѓањето на Доналд Трамп, повторно ќе речам, гнилите конци се раскинаја. Трамп вети дека ќе ја запри помошта на Украина, нема да праќа оружје, нема да праќа исто така разузнавачки служби. Најверојатно рекоа дека ќе ги прекинат и сателитските врски на кои на украинските војници или во борбата во овие изминати 3 години им овозможува да ги детектираат, да ги пронајдат каде се руските војници, каде се руските оружја, орудија и така натаму. Одма после како да кажем, Зеленски во овие 4 години, 5 години односно, за мене личеше на едно распрдено дете, на кое Доналд Трамп му врза неколку шамари и по газо, и преку очи, и преку нос. Го науче малку дека треба да биде по-сериозен и дека направи навистина голема штета, како што вели и Доналд Трамп. Гинат илјадници украински војници, но гинат и од другата страна и руски војници. Но голема е штетата за Украина затоа што има и внатрешно раселување на Украина. Внатрешното раселување на Украина од 40 милиони и нешто така чинам дека се останаа уште 20 милиони кои живеат во Украина. И во недостиг на војници, со сила се регрутираат војници, се тепаат деца по патот, насила ги грабнуваат, ги пикаат во комбиња и така натаму, за да ги носат на фронтот со Русија. Но Македонија каде е тука? Одма после шлаканиците на распреденото дете, од Вашингтон слета во Лондон. Во Лондон имаше многу топол пречек од премиерот Стармер и па и од кралот Ушлинот, како се викаше, многу заборавив и името сега. Да, и од кралот на Британија имаше прием со тоа што им ветија и големи финансиски средства. Финансиските средства Британија што ги вети, премиерот што ги вети, не се нивни, туку ги давале оние замрзнатите што се на Русија, околу 350 милиарди долари во банките на Европскиот монетарен фонд или Светскиот монетарен фонд, каде што се замрзнати руските имоти и руските пари. И тоа истото го тврди и овај од Франција Макрон. И Макрон исто така рече дека Франција ќе се заложи заедно со Британија да бидат лидери и да ја продолжат војната со Украина. Наспроти ставот на Доналд Трамп и неговата администрација. Сега, тука јас го гледам сударот на Мицковски или на Македонија со Европската Унија, која пред неколку дена, пред 2-3 дена, фон дер Лајн информираше дека одделиле од Европската Унија 850 милиарди, скоро
трилион 850 милиарди воена помош за Украина. Тие се големи финансиски средства, почитувани слушатели, што ги немаат. Европската Унија е во пропаѓање и ќе се распадни вака како што тераат. И наместо Европска економска заедница, на почетокот кај што беше формирана во 50-тите, 60-тите години, сега стана и таа воена сила како што е и НАТО. Како што е и НАТО. Сакам да спомнам тука дека формирањето на НАТО беше во 49-та година како противтежа на Советскиот сојуз и тогаш заостреното несогласување на Советите, на Советскиот сојуз, односно русите со американците. На почетокот тие во 49-та година ги имаја државите Белгија, Канада, Данска, Франција, Исланд, Италија, Луксембург, Холандија, чинам и Норвешка, Португалија, Обединетото кралство и Соединетите американски држави. Тоа беа почетниците. Во 52 година им се приклучија Русија и Турција. Во 55-та година ја приклучија и Западна Америка, а во 82 година Шпанија. Сега тука доаѓа распаѓањето на Советскиот сојуз и распаѓањето на Варшавскиот пакт. 90-тите години, како што вели Владимир Путин, Горбачов го распродаде Советскиот сојуз на западните сили, на американците, на британците, на Франција и на ѓерманците. Се распадна Советскиот сојуз, тогаш наместо да она што го ветуваше Джеймс Байкер во 90-та година и 91 година на Горбачев, напротив, тие имаја скришен план да ја поделат Русија на 3 делови. Едниот да биде азискиот дел, вториот да биде сибирскиот дел и третиот да биде европскиот дел на Русија, меѓутоа да биде поделен. И така да биде поделен, како што се научени британците, како што ја поделија Македонија, една целина да ја делат меѓу 4 држави. Истото го направија со Курдистан, истото го направија и со некои и со други држави, да не зборувам за тоа, за историјата, се знае политиката, долгогодишната политика на британците и на американците, кои се едно племе, тоа се едно племе, имаат исти видувања. Но да кажам понатаму дека тогаш Джеймс Байкер, а исто така и Хелмут Колн од Германија, па и французите тогаш заедно со Соединетите американски држави им ветија на Русија дека нема да има ни еден инч продолжување на проширување на НАТО кон границите на Русија. Но тоа воопшто не го испочитува, се знаеше тоа во тајниот документ кој излезе во New York Times, весникот го некој свиркач го пласираше тајната на американците, намерата да ја поделат Русија и да го зголемуваат НАТО, да го прошируваат кон границите на Советскиот сојуз. Така да во 99-та година ја приклучија Чешката република, ја приклучија Унгарија, ја приклучија и Полска. На тоа, во 2000 година, кога дојде Путин на власт како председател, повеќе пати, на повеќе наврати, како јас што ги следам настаните, Владимир Путин ги информираше на договорот на западните сили заедно со Америка дека нема да се прошируваат кон границите на Русија. Но американците и британците знаете какви се. Тие во 2004 година, покрај овие 3 нови држави што ги приклучија во 99 година, во 2004 година ги приклучија Естонија, Латвија, Литванија, Романија, Словачка и Словенија.
На тоа жестоко реагираше Владимир Путин, а особено во 2008 година, кога на Украина и беше ветено дека ќе стане членка на Европската Унија и ќе стане членка на НАТО. Тогаш децидно Путин им кажа на западните сили дека ќе војуваат со Русија ако тоа нешто го направат со Украина. И понатаму продолжија од Путин барањата, да не се враќам назад, на неколку наврати Путин побара да биде Русија членка на НАТО, меѓутоа ја одбија. И тогаш Путин беше многу ревносно изнервиран, изреволтиран, и кога се поставија балистичките и атомските ракети во Полска, тогаш им рече на НАТО и на Америка за кого се овие ракети овдеки наместени во Полска, према Москва и према Ленинград. И како вас ќе ви биде ако јас ставам бомби во Куба или пак во Мексико или пак во Канада до вас да бидат на границите. Ништо се направија главонеми повторно американците и британците. Во 2009 година ја приклучија Албанија, ја приклучија и Хрватска. Но од тогаш почнаа и проблемите и со Украина. Се извинувам. Тогаш почнаа и проблемите со Украина. 2010 година направија преврат околу и 2014 година направија преврат во властите, односно ја сменија власта на Јануковиќ во Унгарија, односно во Украина, и тој мораше да побегне во Русија. Тогаш дојде до еден состанок на Германија, на Франција, Русија и уште една држава, ми чинам дека и американците и британците беа. Дојде до првиот договор во Минск, во Беларусија, она што го побараја русите, односно не побараја русите, туку Украина, половината од Украина, особено источниот дел на Украина, е населен со етнички руси. Тие прогласија Република Донбас или Република Луганск и Република Донецк. Тогаш тоа се направи тогаш, а пак за возврат овие украинците создадоа 2-3 фашистички батальони, војска, парамилиција, паравојска и ги пуштија во тие делови на каде што се населението 90% руси, да убиваат, да колат, да кастрираат, да ги скопваат мажите, да ги силуваат жените русинки, да растураат и да убиваат и така натаму. Договорот 2014 година не се испочитува од Украина. Понатаму дојде Порошенко на власт во Украина, ја продолжи исто така истата политика, а пак во 2019 година дојде на власт сегашното распредено дете Зеленски. На вториот состанок во Минск 2015 година повторно се реактивира барањата за да се дадат човековите права на русите во Украина. Но тоа и Зеленски го одби, затоа оттаму пак Владимир Путин почна да се спрема за да ги одбрани русите, но уште повеќе да ја одбрани Русија, целокупната територија на Русија, бидејќи НАТО продолжи да се проширува. Во 2009 година Албанија стана членка, потоа Хрватска стана членка, во 2017 година Црнагора стана членка и Македонија. Понатаму во 2023-2024 година Финска стана членка на НАТО и Шведска стана на НАТО. Тука овде немаше избор Владимир Путин, освен нормално да се брани со воена сила, да покаже сила и дури и кога ја фрле и она ракета Орешник, каде што може да се стават од атомски боеви глави од 6 до 20 и така натаму, кои се многу брзи, а тие ги немаат американците и НАТО.
Тука дојде и до прекршок, веројатно и со доаѓањето на Трамп, дојде до поместување, помирување, барање на Доналд Трамп да се воспостават здрава соработка помеѓу Америка и Русија, додека пак војната одма да биде прекината. На тоа видовте вие, односно слушавте, дека Зеленски пред една недела кога беше во Белата куќа, во овалната канцеларија, дојде до жесток судар со Путин и со J.D. Венс, заменик председателот, па и целокупната администрација на Америка, кои бараат подитно да се спречат, односно да прекини војната уште одма. На тоа не му одговара на распреденото дете, бидејќи ќе одговара пред украинскиот народ и ќе одговара надвор од границите на Украина за ова сето што го има направено. Најверојатно ќе дојде до стопирање на војната после неколку месеци спрема моето видување, затоа што Русија нема се сложи наеднаш да прекине, бидејќи она што ги имаат зацртано, тоа се и Запорожје републиката и Керсон републиката, кои би влегле во Руската федерација заедно со Крим, кој беше освоен 2014 година. Сега, тука би сакал уште да завршам да заклучам каде Македонија ќе се позиционира. Дали Македонија, онака како што го гледам јас, се поместува, меѓутоа сепак во говорите на Мицкоски слушаме дека единствен наш избор е Европската Унија и тука да нема никој дилема. Меѓутоа, како може да нема никој дилема кога резолуцијата во Обединетите нации Мицкоски, односно Македонија заедно со Мицкоски, беа коспонсори на Соединетите Американски држави. Што таа значи автоматски беше против Украина и Зеленски. Тука сите аналитичари, дури и овие што се од најниското ниво, меѓу кои сум и јас, не сум јас воен аналитичар и политички аналитичар, па да бидам толку многу прецизен, тоа тука доаѓа тука до судар на македонската позиција за зачленување во Европската Унија и приближување на Македонија кон Соединетите Американски држави, кои во овој момент се против Европската Унија. Но сега гледаме и понатаму поместување на Македонија, позиционирање кон други соседни држави, односно кон други земји пријатели. Мицковски беше да го посети Ердоган, односно Турција. Знаеме дека Турција 30 години бара членство во Европската Унија, но нема да ја примат, затоа што таа е и муслиманска држава, воопшто нема да ја примат да биде член на Европската Унија. Тука доаѓаат заедничките интереси на Македонија, а пак сега овие денови, 2-3 денови, целата македонска политика беше префрлена во Будимпешта, каде со Орбан. Јасно е, почитувани слушатели, дека Орбан не го сакаат во Европската Унија, му се закануваа со исклучување, од НАТО, затоа што Орбан отворено, заедно со словачкиот премиер Фицо и Орбан се против војната во Украина. Тој секогаш е против. И овие 850 милиарди што ги вети фон дер Лајн, Орбан рече дека ќе им стави вето. Истото така го рекоа и словаците, дека ќе стават вето. Така да целокупната работа во овој момент е каша попара. Гледаме во Србија овие денови, изминатите 3-4 недели, дека се случува шарена револуција, како што се случи во Македонија. Платеници од УСАИД и платеници на Сорос веќе е газат Србија и веројатно ќе го турнат Вучич, како што го турнаа Никола Груевски во Македонија.
И тука го гледам позиционирањето на Македонија надвор од Европската Унија, но дали тоа ќе го издржи или нема да го издржи, дали Мицковски ќе има таја сила како политичар и владата и дали ќе биде подкрепен од другите политички партии дека треба да се соработува. Не е само единствениот пат, тоа е мојот став, не е единствениот излез и пат соработката со Европската Унија. Македонија мора да соработува со сите држави во светот, независни држави во светот на економски и на воен план. Дали е тоа Кина, дали е тоа Русија, дали е Турција, дали се земјите од Европската Унија, Америка, Канада и така натаму, Македонија требаше уште многу порано да се позиционира и да ги бара своите политички интереси и своите економски интереси. Па како ќе помине понатаму? Дали има и доста критичари кои се против сегашната политика на Христијан Мицовски како премиер на Македонија. Меѓутоа, ова беше моето кратко видување, околу 20 на минути, 21 минута, каде ќе се движи Македонија и каде ќе се движи Украина. Украина на крајот ќе мора да се помири со судбината, да ги отстапи оние руски територии, населени со руси, етнички руси, со 4 нови републики, кои се веќе, да потенцирам тука, тие се веќе дел од рускиот устав. Тоа што е дел од рускиот устав, јас сметам дека Владимир Путин нема да отстапи ниту 1 милиметар, а не 1 инч, како што рекоа во 90-та година, кога го растурија Советскиот сојуз, Горбачев и сојузниците. Толку околу моето видување, почитувани слушатели.